Невозможно е Македонија да влезе во НАТО алијансата под привремената референца БРМ, смета политичкиот аналитичар Жидас Даскаловски. Тој во вчерашното отворено студио на ТВ Нова истакна дека Грција нема да дозволи Македонија да влезе во НАТО под референцата БРМ и дека нов договор во спорот кој Грција го има со Македонија нема да биде подеднакво лош, односно Македонија повеќе би изгубила од евентуален нов договор со јужниот сосед. Во никој случај нема да попушти Грција и да ни дозволи да влеземе во НАТО под референцата. А друго, во ред е тоа оптимизмот. Имаме емпириски податок, пред Букурешкиот самит нашата берза скокна 300%. Но не верувам дека ќе биде под референцата. Ќе треба некаков договор кој што не верувам дека ќе биде подеднакво лош. За разлика од Даскаловски, пак политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека наредната година е можно интензивирање на односите помеѓу Република Македонија и Грција. Ние се коцкаме сега со тоа дали ќе успееме да направиме некаков притисок за пристоен пробив во тоа прашање, може да испадне дека е тоа невозможно. Може да испадне дека толку ќе бидеме разочарани по неуспехот за НАТО и Европска Унија, дека повторно ќе влезе македонското општество во некаква декаденција. Како тајминг го спомнувате мај заради изборите во Грција или има и нешто друго? Не само заради изборите во Грција, затоа што тогаш е извештајот и советот на министри на Европската комисија, затоа што тогаш е, мислам, министерскиот совет и и самитот за НАТО и така натаму. Најчесто тие се случуваат помеѓу мај и јули. Така што мислам дека до тогаш ако не се направи некаков пробив, дека втората половина од годината секако изгубена и се разбира третиот голем предизвик е економијата, меѓутоа мислам дека се овие предуслови за третиот предизвик. Од друга страна смета Даскаловски македонските националистички чувства не се толку изразени како досега, меѓутоа вели дека повторно би пламнале доколку се случи било каков обид за промена на името на Република Македонија. Според Даскаловски, новата влада на Социјалдемократскиот сојуз треба да се посвети на откочување на процесот на евроинтеграција, како и решавање на долгогодишниот проблем со Грција околу спорот со името. За оваа влада основен предизвик е тој да ја покрене економијата која што доста време беше во стагнација и иако во 2017 има некој раст, тоа не е тој раст што го очекуваме. Да дојдат инвестиции. Ние не видовме освен оние што веќе беа закажани и договорени од страна на ВМРО-ДПМН. Нови инвестиции, да се раздвижи домашната економија, домашните бизнеси да функционираат. Тоа прашање економското нормално дека е сврзано со, на пример, процес на евроинтеграција, откочување на тој процес или евентуално членство на НАТО. Но тоа за жал се уште ќе биде сврзано на некој начин со договор со Грција. Значи ако прв за мене предизвик економијата, втор е она како ќе се однесува оваа влада во односите со Грција, дали на кој начин ќе бараат да се реши тој проблем кој што постои веќе 25 години. Даскаловски е дециден дека првиот предизвик на новата влада на Социјалдемократскиот сојуз е да ја покрене македонската економија, која според него беше во стагнација, привлекување на нови инвестиции кои ќе ја раздвижат домашната економија покрај веќе договорените од страна на ВМРО-ДПМН, како и конечно затворање на прашањето за името во спорот со Грција.